Во Центарот за странски новинари во Вашингтон само што заврши брифинг за американската политика кон Балканот. Во вестите го вклучуваме Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски. Ведран, што беше кажано за Македонија? Лазар, заменик помошникот државен секретар Филип Рикер го прашав дали Вашингтон планира нова политика и притисок врз Македонија и Грција да го решат проблемот со името пред предстојниот самит на НАТО во Чикаго наредната година. Само пред 2 недели, поранешниот амбасадор во НАТО Курт Вокер на конгресен распит индицираше дека САД и Европската унија би требало координирано да извршат притисок и да ја реафирмираат валидноста на времената спогодба Македонија да влезе во НАТО под референцата ФИРОМ, а потоа да се решава спорот. Ова станува актуелно и со престојната пресуда на Меѓународниот суд на правдата. Еве што вели Рикер. Certainly on the International Court of Justice, I wouldn't want to prejudge anything in that. За Меѓународниот суд на правдата не би сакал да прејудицирам за одлуката, но основната ситуација е иста. НАТО мощно јасно наведе и во бројни прилики повтори дека Македонија ќе добие покана да се приклучи по решавањето на прашањето со името. Ние ќе продолжиме да ги охрабруваме Македонија и Грција да се работуваат за да најдат решение што одговара на обете страни, а ние тоа решение ќе го прифатиме. Ние не можеме да најдеме решение во име на двете земји. Веќе повеќе години ги поттикнуваме. Аплаудиравме на напорите на сега веќе поранешниот премиер Папандреу и премиерот Груевски да се среќаваат и да дискутираат за прашањето, а посекако продолжуваме да ги поддржуваме напорите на посредникот на Обединетите нации Метју Нимиц. Тоа е на располагање на страните и преку доаѓање на иста маса и барање на соодветен начин, тие ќе може да го решат ова прашање. Говорејќи за ситуацијата на Балканот генерално, Рикер ги истакна, цитираме, фундаменталните промени во Хрватска, што ја доведоа до прагот на Европската унија и рече дека таа треба да послужи како модел за другите земји. Лазар? Благодарам, Ведран. Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски јазик.